Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата телма Амбуланта. Овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Велат дека жените стареат како виното, добиваат зрелост, сериозност, шарм. Сепак повеќето од нив не сакаат да имаат брчки и опуштена кожа на лицето. Се обидуваат да го замрзнат младишкиот изглед за да им одговара на младишкиот дух. Се повеќе мажи исто така внимаваат на изгледот на лицето и на телото. Па како да го забавиме старењето на кожата? Кои се најефикасните нехируршки естетски процедури за подмладување на кожата пред се на лицето? На оваа тема денеска зборуваме со доктор Александра Лазаревска, дерматолог, и доктор Анџелка Илиева, дерматолог, и двете вработени во клиничката болница Жан Митрев. Добар ден, добре ни дојдовте во телма Амбуланта. Добар ден. Кожата со текот на годините го губи својот сјај и тонус, се опушта кожата во пределот на образите, се јавуваат брчки и слично. На која возраст се забележуваат првите знаци на старење на кожата? Првите знаци на старење на кожата се забележуваат околу 30-та година, односно тоа е возраста во која веќе пациентот забележува некакви промени, бара да се обрати на лекари, да се консултира дали навистина станува збор за знаци на старење. Овде се површинските брчки, односно фини линии кои што се јавуваат на површинскиот слој на кожата. Тоа се најчесто мимички брчки, меѓутоа со текот на годините всушност не стареат само површинскиот слој на кожата, туку и подлабоките структури, подлабоките подкожни слоеви, вклучувајќи го подкожното масно ткиво, како и дури коскините структури, па затоа кожата всушност се опушта, виснува, така да најзабележителни всушност знаците на старење се по 40-та година од животот. Така, во текот на менопаузата велат дека драматично се губи колагенот. Што тоа значи за кожата? Што е тоа колаген? Каква е неговата улога? Баш така, менопаузата е еден природен тек, односно биолошки развој на кожата, која што не само под дејство во менопаузата се променува, туку таа делува како на кожата, така и во целиот склоп на организмот на една жена. Во тој период се случуваат промени кои што се детерминирани од хормонски склоп кој што се менува во текот на годините. Се намалува нивото на естрогенот и тоа и така делува на количината на колаген, кој што како главна улога има, просто речено, да ја дава една потпора на кожата, како што е тоа скелетот на телото, циглите нели на ѕидовите, баш така буквално делува и колагенот. Некаде околу 30-та година почнува и тој да се намалува, тоа е природниот тек, меѓутоа во текот на менопаузата драстично се забележуваат веќе тие промени кои што се детерминирани од овие хормонски промени. Така негде прочитав 1/3 од вкупниот колаген дека се губи во првите години по менопаузата, што тоа значи дека е се тоа поврзано со естрогенот, со женските хормони? Така е, да, во голем дел е поврзано со женските хормони кои што нели покрај на кожата делуваат и на коскениот систем, како и на кардиоваскуларниот и генерално, меѓутоа кожата е таа што е достапна за да ние ја гледаме во секојдневниот живот и на нејзе најлесно ги забележуваме тие промени. Затоа и тие промени нели толку го потенцираат нивото на колагенот, како се поттикнуваат прашања во тоа како може да го суплементираме тоа ниво кое што го губиме. Па може ли тоа да го надокнадиме? Па баш тоа се теми кои што нели областа на естетската дерматологија како цела посебна сфера се залага да ги здобие со потпомагање на возвраќање на нивото на колагенот кој што се губи со текот на природниот процес на старење. Односно, сите процедури се насочени према тоа како да се разбуди, како да се поттикне процесот на создавање на неоколаген, на нови колагени влакна. Сето тоа опфаќа во тие неинвазивни, нехируршки методи за естетска дерматологија.
и се со цел за будење на тој колаген. Да. А доколку го внесеме преку уста со ампула, ќе имаме ефект? Па секако дека да, меѓутоа сепак овие се таргетирани третмани кои што се изведуваат онаму каде што фали. Колагенот не е структурен протеин само на кожата, ние сите знаеме дека тој учествува во градбата и на тетивите и во многу останати ткива во организмот. Така да дефинитивно со пиење на колаген до некаде се надополнува, но сепак за самата кожа многу е важно таргетирана терапија која што всушност има за цел да го разбуди баш оној колаген кој што е потребен на самата кожа. Исто така кожата губи својата еластичност. Од што зависи еластичноста на кожата и може ли тоа да се поправи до некаде? Па слично како кај колагенот и еластичните влакна учествуваат во здобивање, нели, како што и самиот збор кажува, во еластичноста на кожата, односно кожата да може да биде подвижна и повторно да се врати на својата првобитна позиција. И слично како што е за колагенот, истите таргетирани методи во естетската дерматологија се насочени и кон возобновување на овие еластични влакна. Така, сега старењето на кожата, односно губењето на нејзината еластичност, ја и се тоа што го појаснивте, е генетски детерминирано, односно е условено од генетиката на сите нас. Но велат дека проблемот се усложнува, ако воопшто може се нарече тоа проблем, под влијание на сонцето. Зошто увезраците се толку проблематични? Бидејќи можеме прочитаме, доколку сакате да го задржите младишкиот изглед, секојдневно нанесувајте креми со заштитен UV фактор. Да. Старењето е несомнено генетски детерминиран процес и ние тоа најдобро го гледаме всушност преку вршејќи преглед на пациенти од 3 генерации од едно семејство. Значи, ако ја видиме вашата мајка, ќе знаеме во кој правец ќе стареете вие. Тоа е дефинитивно генетски детерминирано. Меѓутоа, ова што го кажавте во однос на UV зраците е така нареченото фотостарење. Навистина UV зраците и ултравиолетовите А и ултравиолетовите Б зраци вршат директно оштетување на сите структури на кожата, поготово UVA зраците вршат директно оштетување на клеточната ДНК, значи предизвикуваат еденезин оксидативен стрес и навистина целосна промена на незината структура, не само на површинските слоеви, како што кажав, и овде не станува збор за кожа која што е погруба, посува, со нерамна површина и нерамна структура, туку и добива едни хиперпигментации или меѓу пациентите познати како старечки дамки, старечки флеки, дури проширени, дилатирани крвни садови, испукани капилари, така да кожата станува навистина со нерамна структура и нерамна пребоеност и делува по-старо. Во однос на кремите кои што се навистина многу популарни со сам протектив фактор, заштитен фактор, затоа задолжително е, значи секоја крема која што или локален препарат, серум кој што се нанесува за воопшто да биде да има анти-ејдж или карактеристики против старење, навистина токму заради ова треба да поседува задолжително заштитен фактор. Независно, најчесто користени креми се со повисоки заштитни фактори затоа што ова е поврзано со времето во кое што кожата е всушност заштитена од штетното влијание на UV зраците. Така да задолжително во протоколите на користење креми со цел да се спречи предвремено старење се креми со SPF. Да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Телефонскиот број е 3076 677. Добре дојдени се вашите прашања, почитувани одговори на сето на што е ваша дилема поврзано со денешната тема, а кое што гласи нехируршки третмани за подмладување на кожата. Ке ви одговора доктор Александра Лазаревска, дерматолог, и доктор Анџелка Илиева, дерматолог исто така во Жан Митрев клиник. Кожата исто така со старењето станува се посува и посува. Дали е тоа еден од проблемите кои што има решение? Помагаат ли кремите за сува кожа? И дали тие влијаат во длабоките слоеви на кожата каде што всушност се случуваат и клучните промени? Токму така, нели, клучните промени се случуваат баш на тие длабински слоеви кои што се под површинскиот слој, заштитниот слој на кожата.
И со текот на годините покрај фотостарењето се забележува и назначена сувост на кожата. Тоа се должи на фактори на тоа што со текот на годините се намалува и количеството на хиалуронска киселина, како што веќе споменавме, колагенот и еластиноци, да тоа си повлекува во губење на волумен од сјајот и доведува посува кожа. Секако дека секојдневната нега со локални креми и препарати е неопходна за одржување секојдневно, меѓутоа паралелно на тоа што ние во секојдневниот режим треба да имаме воведено соодветна нега на креми, серуми, лосиони, гелови за измивање на лицето, многу е важно со нашиот дерматолог да се советуваме во однос на кои се тие медицински естетски третмани кои што може да помогнат во синергистичко дејство на кремите со овие таргетирани третмани за одржување на младешкиот изглед уште во самите први знаци кога се појавуваат знаците на старење. Тоа значи дека превенцијата, како што во се во медицината е основна и важна, уште при првите знаци на старење, комбинацијата на добра препорачена нега со таргетирани естетски третмани е клучна за одржување на младешкиот изглед. Во прашањето за тоа колку длабоко стигаат кремите, постојат креми кои што се одговорни за заштита на површинскиот слој, тука е важна и фотозаштитата, значи како што кажа доктор Анџелка, во однос на фотостарењето, не само да се користат тие креми со фактор во периодот кога сме на одмор, туку задолжително да се користат во текот на целата година, и стимулирање на одржување на заштитата на бариерната функција на кожата, тоа е веќе во склоп на оваа локална терапија, односно нега со локални препарати. Имаме гледач на линија, да му дадеме предност, да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото, до докторките. Ви благодарам. Имам едно прашање вака. Се работи за мајка ми, има 81 година. Така. Под окото се диагностицира базоцелуларен карцином. И сега тоа е на кожата, на лицето, дали да преземиме нешто или тоа со годините, или дали има нешто да не е оперативно, или како да го решаваме, ако може докторките да ни објаснат. Така, ви благодарам за вклучувањето во Тилма амбуланта, базоцелуларен карцином. Тој се јавува најчесто, ако не се лажам, на оние делови на лицето кои што се најизложени на сонце. Значи да, тоа е еден од типовите на кожен карцином, за жал, кои што се јавуваат доста кај нас, како сончева земја. Во однос на конкретната диагноза, бидејќи гледачот кажа дека се работи за веќе поставена диагноза на базоцелуларен карцином, многу важно е докторот кој што го врши прегледот, специјалист дерматолог кој што врши дермоскопски преглед, да го разграничи степенот на базоцелуларен карцином, односно дали станува збор за површински или за длабок. Доколку се работи за длабок тип на базоцелуларен карцином, тогаш апсолутно препораките одат во правец на отстранување на истиот, односно хируршки зафат со кој се оперира и се отстранува карциномот до здраво ткиво и понатаму се проследува нормално за хистопатолошка евалуација, анализа и конкретна хистолошка диагноза. Постојат типови на површински базоцелуларен карцином кои што навистина може да се лекуваат и со локални третмани во вид на креми кои што го разрушуваат еден вид или го уништуваат карциномот, или криотерапија, или електрокоагулација. Значи има повеќе можности. Да, можностите се повеќе, се зависи навистина од конкретниот подтип на
на базоцеларниот карцином, кој што верувам секој еден специјалист дерматолог кој што работи дермоскопија може да го одреди со помош на благодарение на тој дермоскопски преглед и понатаму правилно да го насочи пациентот за каков тип на третман, поготово кога се работи за пациенти на 80 над 80 годишна возраст, се разбира дека би избрале по-неагресивен тип на третман доколку за тоа постои можност. Меѓутоа, ако навистина се работи за подлабок базоцеларен карцином, задолжително тогаш се врши хируршко отстранување. Да се вратиме на темата на која што зборувавме, бевме дојдени до кремите за лице, нивната ефикасност. Јас би сакала да ве прашам за ретинолот кој што се наоѓа во нив. На која возраст може да почнеме да употребуваме ретинол? Дали е точно дека тоа е едно од ретките состојки што има голема ефикасност при подмладувањето и зошто треба постепено да се воведува, а не преку ноги да ставиме поголема количина ретинол на лицето? Токму така, за ретинолот се повеќе се зборува во последните години, тој како таков, како витамин А и дериват на витамин А, во дерматологијата си наоѓа доста примена во бројни индикации. Меѓутоа, конкретно во денешната тема за антиејдж, како што кажав, е доста популарен. Се препорачува некаде да се започне со употреба околу 30-та година, со тоа што важно е да се внимава на постепено воведување во секојдневната рутина и сето тоа да биде проследено од доктор специјалист со препорака, бидејќи само на тој начин може да се постигне и да се добијат максимално ефектите од истиот. Учествува во бројни функции на кожата, го потпомага циклусот на живот на клетката на кожата, на тој turnover time на клетката на кожата, учества во ексфолијација на површниот слој кој што е веќе оштетен и поттикнува создавање на нови клетки кои што веднаш даваат ефект на освежување, подмладување, измазнување на фините линии. Исто така има дејство во сите 4 фази на процесот на создавање на акни, учествува во намалување на запушување на порите, што е доста важно, особено во таа меѓу 30-та и 40-та година. Тоа е важен во процесот на оштетување од сончевите зраци, каде што има веќе видливи хиперпигментации и во тој процес учествува, така што бидејќи има мноштво од индикации каде што го даваме, баш си наоѓа примена убава во антиејдж целата препорака, со тоа што постепеното воведување е важно, бидејќи има, да речеме, негативни side effects кои што може да влијаат во смисла на пресушување на околината, на посензитивните црвенило, губење на кожата, чешање. Така, затоа кај помладата популација препораката е дури 1 до 2 пати неделно и тоа пред легнување да се користи препаратот со утринско убаво измивање и задолжително користење на сончева фактор со заштита SPF во дневната нега, бидејќи сонцето може да повлијае во периодот кога се користи овој препарат. Она што како и сите други препарати, доколку дозволува и не дава иритации, може да се воведе во почесто преку една ноќ, па потоа и секоја вечер да се кори. Сега ќе преминеме на оние таргетирани третмани за подмладување на кожата, не хируршки, естетски процедури, ги има многу, ќе ги појасните повеќето, PRP метода, филери, ласери, не хируршки за лифтинг и слично. На која возраст препорачувате да се започне со нивна примена? Бидејќи се помлади сакаат да направат некакви интервенции, кога се незадоволни од својот изглед. Возраста е навистина индивидуална, односно се зависи прво од типот на кожата. Кај пациенти кои што имаат посува кожа, нормално дека се започнува со она што каже Александра, значи да направиме превенција на предвремено старење, многу поважно,
и многу подобар е резултатот доколку пациентот дојде и се консултира на преглед во периодот кога навистина се уште не е започнато старењето, а тоа е од 20-та до 25-та година. Така да тогаш е еден период во кој што може докторот да направи една проценка во кој правец, зависи од типот на кожа, би се движило понатаму старењето и навистина да даде соодветни совети за кога е правилно време да се започнат. Така да има одредени третмани кои што се започнуваат веднаш тогаш и имаат за цел да превенираат предвремено старење, меѓутоа други третмани кои што имаат малку поагресивна технологија за создавање на нов колаген и реструктурирање на целата кожа, тие веќе се користат и се работат во после 30-та или после 40-та година, но навистина нема универзално правило и затоа и ние кај нас ги следиме принципите на строго персонализирана евалуација и индивидуални третмани. Добива преглед? Добива преглед. Како ја правите проценката? Што е потребно? Што е потребно да се изведе? Проценката се прави, се разбира, со преглед од страна на доктор специјалист. Меѓутоа, еве, може да се пофалиме дека ексклузивно во нашата клиника користиме еден специјален дигитален компјутеризиран анализатор кој што го има единствено кај нас на овие простори. Тој има специјално создаден софтвер кој што со помош на вештачка интелигенција всушност ги анализира сите подлабоки слоеви на кожата, па така лекарот добива всушност анализа на подлабоките структури и на подкожното масно ткиво, дури на коскените структури, односно тоа се структури кои што навистина не може да ги види со голо око. За пациентот се изработува едно посебно досие кое што се чува. Понатаму во наредните прегледи повторно пациентот се снима и се прави таа анализа и имаме навистина еден персонализиран третман кој што го одредуваме не само по наша анализа и по анализа на апаратот, на дигиталниот анализатор, меѓутоа и согласно желбите на пациентот се разбира. Тоа е најважно. Точно ли дека на почеток е најдобро да се започне со некои процедури кои што се темелат на сопствените ресурси, како што е PRP методата, односно метода за подмладување на кожата со користење на крвна плазма? Така е, баш тој метод е оној кој што е најбезбеден во смисла на алергиски реакции, несакани реакции кон препаратот, бидејќи тоа е веќе од сопствениот организам. Така, може да појасните како се изведува? Се зема крв? Се зема мала количина на крв, исто како за обработка на една биохемиска анализа. Таа крв се обработува, се издвојува само оној дел кој што е збогатен баш со тромбоцити, оттаму е името на самата постапка. Богата изобилува со фактори на раст кои што синергистично со самите се изведува со иглена процедура, значи се вбризгува таа количина. Каде се вбризгува? Зависно од индикат, да. Значи може на целото лице, може во скалпот кога имаме индикација при опаѓање на косата. Значи помага и за регенерација на влакното, на коренот на влакното. Така, да, бидејќи го поттикнува растот, стимулира да се потикне нешто што во суштина има некаков проблем, ќе го разбуди токму на начинот на механичка дразба при вбризгување, и дополнително со тоа што содржи плазма богата со тромбоцити и изобилува со фактори на раст. Така се стимулира при самото вбризгување, на некој начин се пробудува колагенот, она што на почетокот го кажавме дека скоро сите процедури се таргетирани кон на некој начин да го потикнат нашиот организам да создава нов колаген. Се користи во бројни индикации за подмладување, ревитализација, регенерација на кожата, одржување едно во почетокот. Може ли да ги избрише
борите на лицето или не се постигнува? Доколку се работи таргетирано и со комбинирани други третмани и на почести интервали, секако дека може. Да. Тука ќе погледнеме еден блок реклами почитувани, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Останете на Телма. Продолжува денешната Телма амбуланта. Зборуваме за нехируршки естетски третмани за подмладување на кожата со доктор Александра Лазаревска и доктор Анџелка Илиева и двете дерматолози во Жан Митрев клиник. Ке преминеме сега на филерите, кои што се исто така мощни, популарни, служат за поправање на контурите на лицето. Што содржат тие во својот состав? Што всушност бризгуваме во лицето, обично во овој дел кај образите? Дермалните филери се едни стерилни импланти кои што во својот состав најчесто содржат хиалуронска киселина. Како што веќе ја спомнавме неколку пати, хиалуронската киселина тоа е една природна киселина која што има во нашата кожа. Меѓутоа, за жал, по 30-та година незината концентрација се намалува и благодарение на тоа кожата губи волумен и се појавуваат фини линии, подлабоки линии, брчки или бори. Така да најчесто дермалните филери се всушност направени од хиалуронска киселина која се со помош на која го надополнуваме и волуменот или таргетирано пополнуваме конкретни бразди, односно брчки на лицето. Меѓу популарните хиалуронски филери постојат и такви кои што не се направени од хиалурон, односно тоа се дермални импланти направени од други материи, како што е например филерот од калциум хидроксилапатит, кој што не само што пополнува брчки и го контурира лицето, меѓутоа има за цел и да ја стимулира токму продукцијата на колаген, кој што цело време ја збориме, кој што е многу важна. Односно по истекување на рокот на филерот, на местото каде што е вбризган, всушност за замена останува колагенот кој што успеал да се создаде за време на овој филер, додека бил присутен на местото каде што е вбризган. Пред се е многу важно да кажеме дека тоа се стерилни шприцеви, стерилни гелови. Се употребува игла. Да, дермалните филери се препарати, така наречени медицински средства, или кај нас, според нашата класификација на Малмет, медицински помагала. Тоа е еднакво на лекови. Значи, дермален филер кој што е спремен за вбризгување во кожата, апсолутно ги има поминато сите одобрувања од страна на Европската агенција за лекови, од страна на америчката FDA, вклучително и на нашата при увоз, затоа што поготово дермалните филери со кои што и нашата клиничка болница Жан Митрев работи се од високо реномирани светски брендови со германско, швајцарско, шведско потекло и регистрирани како такви. Бидејќи многу е важно продуктот кој што пациентот го добива во кожата, значи кој што се вбризгува со таа иглена процедура во средните слоеви на дермисот, да биде стерилен и продукт токму да представува медицинско средство регистриран во Агенција за лекови и несомнено да нема ризици од несакани ефекти. Така, значи многу е важно и кој го аплицира да биде дерматолог, каде се аплицира, во стерилни услови, во овде не станува збор за тоа воопшто, мислам, дали треба да биде во стерилни услови, се разбира дека тоа е задолжително. Имено станува збор за една доста сериозна медицинска интервенција и секако дека треба да биде извршувана од страна на лекар специјалист. И според регулативата и во нашата земја, па и во светот, најчесто тоа се лекари специјалисти дерматолози, секако со едукација од областа на естетската дерматологија, специјалисти по пластична и реконструктивна хирургија или стоматолози специјалисти по орална и максилофацијална хирургија, така и кај нас. Сите овие профили на лекари кои што работат со поставување на дермални филери многу добро им се познати протоколите на стерилност во однос на тоа прво како докторот треба да биде соодветно облечен, заштитен, да користи стерилни ракавици, понатаму самата кожа како да биде добро исчистена и дезинфицирана за да преку неа не се внесе, не дај Боже, бактериска или вирусна инфекција и понатаму да следат
компликации. Секако, како што кажав, квалитетот на производот, бидејќи не сите филери се направени само од чиста хиалуронска киселина. Дел од нив содржат одредени носачи кои што можат да дадат алергиски реакции, се разбира. Може ли никогаш да се направи некое фиброзно ткиво, топче? Затоа е многу важна техниката. Значи, докторите кои што работат со поставување на дермални филери, како што кажав, имаат бројни доедукации од таа област на која што се усовршуваат тие техники и со ова се избегнува танус појава. На компликација. Се разбира, основа во лекарскиот преглед е таа детална анамнеза која што ја земаме од пациентот на прво место за алергии, нели? Секој пациент го распрашуваме дали има алергии на нешто. Во секоја медицинска установа, бидејќи нели станува збор за медицински интервенции, постои соодветна антиалергиска и антишок терапија, така да дефинитивно пациентот е најбезбеден во рацете на лекар специјалист од оваа област и во соодветна медицинска установа, независно дали станува збор за установа од примарно, секундарно или терциерно здравство, односно дали ординација, клиника или поголема болница, сепак треба да биде и всушност и законската регулатива и кај нас тоа го налага, се останато е надрилекарство. Исто така многу се популарни хемиските пилинзи. Што се постигнува со нив? Мора ли тие да се прават во стерилна средина? Дали сите предизвикуваат грубо лупење на кожата, односно отпаѓање на цел еден слој? Хемиски, и овде постојат законски, односно по класификација на составот на киселините постојат исто така поделби. Ако постојат киселини кои што се површински, овошни, ензимски и така натаму и не го солјупуваат слојот на кожата, во тој случај припаѓаат на козметички средства. Меѓутоа, медицинските, сериозните хемиски пилинзи, кај кои има навистина ексфолијација на слоеви на кожата, кај дел од нив има и доста така баш лупење, се разбира дека се вршат во медицински установи. Одредени протоколи кои што се нели однапред утврдени и докторот кој што ги изведува го припрема соодветно пациентот се договара, бидејќи постојат и повеќе типови на хемиски пилинзи. Некои одат до површинскиот слој, некои до средниот, а некои се веќе посериозни, да, и дури Така зависи од проблемот што треба се реши. Можат ли темните флеки на лицето на ваков начин да се елиминираат? Апсолутно, тие се една од повеќето индикации при користење на ова. Трајно се елиминираат после хемиски пилинг или се повторуваат? Зависи. Тоа е веќе нели прашање кое што во моментот секако дека има ефект, меѓутоа понатамошното стварање на пигментот, односно дамката, флеката е пред се и генетски детерминирана и важна е негата по пилингот, целокупното однесување на пациентот, така што во моментот влијаат на одржување и секако се опција и за во иднина да се користат за да се одржува таа состојба. Постои ли начин не хируршки да се затегне лицето, да се направи еден лифтинг? Токму во областа на таа тема би сакала да го истакнам моментот за ултразвучниот лифтинг, кој што е апсолутно нехируршка метода, која што за среќа исто така може да се пофалиме дека во нашата клиника можеме да ја изведуваме. Користи микрофокусирани ултразвучни зраци кои што таргетирано се донесуваат конкретно во точни зони на подкожните структури кои што во моментот на апликација се под ултразвучен надзор. Значи тука нема грешка дали и во кое ниво се аплицира тој ултразвучен сигнал, односно дразба и се со цел таргетирано да ги повредуваат колагените влакна, односно колагенот како протеин во длабинските слоеви на кожата, за да се потигне таа неоколагенеза, која што Значи повторно се создава колаген. Така е, да. Се околу колагенот. Се околу колагенот, меѓутоа тој навистина ја игра она улога на билдање на подпората на кожата и сето тоа резултира во добивање на волумен, измазнување на фините линии, подигање на пример на очните капаци без нели хируршки да подлегне пациентот на еден третман, на вистина
еден благодет кој што може да го понудиме. Колку време по ултразвучниот како се ласер, тоа така, ултразвучен лифтинг, Така е. се забележуваат првите резултати? Тоа е еден апарат, нели, кој што процедурата трае од 60 до 90 минути. Веднаш по тоа може да се продолжи со секојдневните активности, што е исто така од огромна важност. Во првиот момент исто така е важно за пациентите, веднаш имаат чувство на лифтинг, затегнатост на кожата. Меѓутоа, крајните резултати се случуваат во текот на наредните месеци. Кога ќе се всушност создаде новиот колаген и ќе дојде до една веројатно до пополнување, подобрување на волуменот на кожата. Создаваат колагенот и почнуваат да работат. Нешто слично како кога би се повредиле, како кога има некоја рана. Па самиот организам се регенерира на тие места, така? Така, да. А какви се услуги нуди естетско-дерматолошкиот оддел во Жан Митрев? Покрај ова што го набројавме, што друго има таму? Па во однос на дерматолошкиот оддел, да кажеме дека ние веќе успешно до 2017 година ги нудиме сите услуги кои што се врзани со дерматолошката патологија. Вклучувајќи дерматолошка онкологија, преглед на сите кожни израстоци, независно дали се работи за бенигни, малигни кожен карцином, дермоскопија. Понатаму хируршкиот дел, односно дерматохирургијата или отстранување, различни начини на отстранување на сите видови на кожни израстоци, вклучително операции на кожни карциноми. Секако алерголошки тестови, лекување на сите останати дерматопатолошки состојби. Меѓутоа, во однос на веќе естетскиот дел, кој што благодарение на развојот кој што го следи клиничка болница Жан Митрев како дел од JCI, акредитираните болници ширум светот, пак и развојната визија на академик доктор Митрев, се потрудивме во последнава година да се обезбедиме со ексклузивно со едни апарати и уреди кои што помагаат во секојдневното наше работење, не само овие кои што се стандардните, добро познати веќе за пациентите и како што е мезотерапија, хемиски пилинзи, апликација на дермални филери, контурирање на лицето, решавање на лузни, изгореници, туку и веќе со помош на таа нова и високо софистицирана апаратура може да се пофалиме дека имаме еден ексклузивен оддел. Сепак се работи за апарати кои што самите тие имаат никакви барања, секој производител е доста реномиран и има никакви барања кон установата, односно кон болницата кој што треба да ги исполнува за да воопшто може истиот да биде произведен за потребите на истата болница. Тоа значи дека оние вирусни брадавички што се јавуваат, кои што се исто така естетски проблем, но може ли да се каже дека си здравствен паралелно? Може да се отстранат? Апсолутно може, да. Во нашата болница, нели, во склопот на одделот за дерматологија се отстрануваат такви вирусни се тие брадавички кои што честопати, нели, се и досаден проблем, бидејќи знаат да се повторуваат, да се враќаат. Се отстрануваат на два методи. Едниот е оној стар добро познат со криотерапија, односно смрзнување, и обратниот метод со електрокоагулација. Секако секоја кожна промена, секој израсток пред да подлежи на било каква интервенција, задолжително е докторот, односно дерматологот, да направи еден дермоскопски преглед, дермоскопска евалуација на промените на таа промена, бидејќи некој пат нешто може да личи на вирусна брадавичка или нели на некој израсток, затоа е сепак важна и таа евалуација пред било каков третман. Значи секогаш прво еден дермоскопски преглед пред да се преземат било какви мерки. Дури ке вирусните брадавички, доколку се отстранат вирусните брадавички, може ли да се јави друг естетски проблем, да останат бели флекички на кожата? Во моментот на изведување на постапката на отстранување има лузна, односно тоа е краткотрајно, најчесто потемна флека на местото каде што се работело, меѓутоа за краток временски период и со соодветна нега сето тоа исчезнува и апсолутно е без никакви промени кожата каде што постоела таа промена. Тука си бемките,
кои што можат да представуваат естетски проблем, но веќе како што споминавте, некои обоени промени на кожата понекогаш носат и малиген потенцијал. Во кој случај се одлучувате нешто да отстраните? Дали мора да биде сомнителна промената или некогаш и од естетски аспект советувате некоја бемка да се отстрани? Па тоа е сепак нели една цела друга наука која што ги опфаќа пигментните промени, промените кои што се јавуваат со текот на годините. Во тој смисол секој, буквално секој треба барем еднаш во животот да се обрати кај доктор специјалист за дермоскопска евалуација, така е, за еден скрининг и заедно со својот доктор дерматолог да се посочат кои се можеби потенцијални ризични промени на кои треба да обрати повеќе внимание, она кое што треба да се следи во текот на годините и секако насоки во однос на заштита од сонце. Во текот на тој преглед, доколку постои некоја промена, најчесто се тоа папиломатозни невуси кои што се над површината на кожата, сепак се пигментни, и доколку во текот на секојдневните активности, например, попречуваат во смисла да се потфаќаат со облека или да се случајно повредуваат, во тој случај можеме да сугерираме и за отстранување на истиот. Во спротивно, доколку постои индикација за отстранување, тоа е сепак доколку има некоја можност за тој невус или меланоцитна промена да во иднина постои можност да премине и да ја промени својата структура во смисла на нешто како према малигно. И сосема на крај, колкав интересот кај нас за нехируршки естетски интервенции, што најчесто бараат, и ве накратко да разрешите една дилема доколку се започне со било што од ова што го наброевте, треба ли постојано да се повторуваат тие третмани? Апсолутно треба постојано да се повторуваат, затоа што тоа е еден начин на живот и начин на одржување на кожата. Тоа е често поставувано прашање од страна на пациентите, што ако сега започнеме со естетски корекции и интервенции, што понатаму истото. Значи, штом сме почнале од одредени години, доколку сакаме да го сочуваме младежкиот изглед и да го подобриме, бидејќи концептот всушност и на нашата болница е токму персонализиран и индивидуализиран третман. Нешто најдобро во човекот е тоа што е навистина секој различен и единствен. И стремежот на нас, лекарите кои што работиме во оваа област, заедно со пациентите е секој да биде подобра и помлада верзија од себе. Значи, апсолутно не сме да дозволиме да пациентите наликуваат едни на други или затоа што многу често во денешно време среќаваме... Тоа се случува особено со филерите. Да, коментари од страна на пациенти за одреден пациент кој што подлегнал на такви интервенции дека е вештачки или дека не личи на себе. Значи, тоа е реченица која што навистина многу често и ние лекарите ја среќаваме и токму затоа нашата насока овде е многу важна, нашата улога да му објасниме на пациентот дека ние имаме навистина бројни методи со кои може да му помогнеме на пациентот всушност да биде поубава и помлада верзија од себе, а не да наликува на некој друг и така натаму. Не треба да се претирува со филерите, се треба да биде во умерена доза аплицирано, а очигледно дека во сето тоа улога има и лекарот кој што ги дава вистинските насоки. Треба очигледно некогаш и да го разубеди пациентот дека нешто не е добро за него. Токму тоа е улогата и на лекарот и нашето мото е разбуди убавината во себе, затоа што секој од нас носи во себе она што природата му го дала, а нашата цел е мултидисциплинарно да пробудиме желбата секому за да го одржува здравието на својата кожа и таа ќе вроди со плод и убавина и ефект. И начин на живот, и начин на исхрана, значи овде апсолутно ние не можеме кожата да ја делиме како еден засебен орган. Таа е навистина најголемиот орган во човековото тело и несомнено ние дерматолозите еве 4 години имаме специјалност која што го изучуваме. Всушност и затоа кога имаме проблеми со срцето се обраќаме на кардиолог, со кожата на дерматолог, мислам тоа е секако јасно.
но всушност кожата е дел од организмот. И секако одраз на сето огледало она на што се нашето случува. здравје. Затоа треба да се чува здравјето во целост, ако бидеме здрави, среќни, меѓу другото ќе бидеме ќе зрачиме со убавина и кожата веројатно поспоро ќе старее. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта. Благодарам и на вас. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и ве научивте на каков начин можете да го задржите подолго време вашиот младешки изглед. Се гледаме секој работен ден на телевизија Телма во 12:45. До гледање.